Со цртање на графит над зидот на основното училиште Коле Канински, вчера заврши кампањата за креативно читање и пишување, која во претходните неколку месеци се спроведуваше во Битола, во организација на Форум 16, Асоциацијата за истражување Паблик, а поддржана од ЕВН Македонија. Нивните активности се состоја од едукативни работилници за деца на возраст од 6 до 14 години, кои што беа поделени во 3 групи и работеа со тројца едукатори. Во конкретниот случај во Битола со децата работеа едукаторите Весела Богдановиќ, Елена Богдановска и Илија Мерковски, а училишта кои што беа присутни беа Климент Охридски, Коле Канински и Кирил и Методи. Целта на оваа кампања беше да се подигне читачката култура кај младата публика. Со оваа завршна активност сакаме не само да го заокружиме овој проект на Паблик финансиски поддржан од ЕВН, туку да ги продолжиме и понатаму активностите кои што ќе настојуваат да ја разбудат љубопитноста кај младата популација за читање на книги. Поради како што велат, корисноста на кампањата за младата популација, дел од неа беше и основното училиште Коле Канински. Покрај сочитањето, овие ученици ќе имат и креативни работилници за креативно пишување. На тие работилници, значи едукатор Илија Мерковски, но ќе се прошират и други едукатори од нашето училиште, наставници кои што ќе ги реализираат овие работилници. Ќе се користат техники и стратегии кои што ќе им користат на учениците при пишувањето и при читањето на книги. Во текот на зимскиот распуст ќе се организираат работилниците од ваков вид во ова основно училиште, предвидени за креативно читање и пишување. Самиот серијал, колку што траеше, толку и учениците се повеќе навлегува во она што го има, како задача да проникнат длабоко во книгата, оттаму и продолжувањето на самиот проект во иднина во нашето училиште. На крајот на оваа кампања им беа доделени сертификати на учесниците од најголемата група како благодарница што беа дел од овој проект.